Вие знаете и сте бомбардирани од голем број на информации за тоа како да останете безбедни на интернет. И често пати таквото нешто создава кај нас чувство дека сме сигурни и дека ги знаеме сите работи. Меѓутоа, постои сериозен проблем на кој што всушност многу малку му скренуваме внимание, а тоа е дека технологијата скока напред со квантумни скокови. Таа се развива толку многу брзо, што некои работи за кои што мислиме дека ги знаеме, често пати може и да не ги знаеме. Информатиско-комуникацијските технологии го исполнуваат секојдневието. Тие се дел од нашиот живот и со конвергенцијата помеѓу физичкиот и дигиталниот свет стануваат се поприсутни. Точно е дека тие носат многу позитивни работи и се добар дел од напредокот, иновативноста, економскиот бенефит, но и целокупното задоволство кое што го имаме во социјалниот свет. Сепак, тие се и меч со две острици. Паралелно на предностите кои што ги носат и голем број на опасности кои што не демнат и кои што се простираат од обични криминални действија до политички мотивирани действија кои што може да ја загрозат и националната безбедност. Користењето на информатиско-комуникацијските технологии денеска е повеќе од потреба. Тоа е дел од нашето секојдневие и од животот. И тука нема ништо лошо. Убаво е и фино е да бидете модерни и да бидете да останете со последниот тренд, затоа што тоа ве води кон иновативноста и кон нови откритија. Сепак, ако немате свест за опасностите кои што постојат и кои што демнат преку интернетот, во тој случај може да бидете сериозно загрозени. Една од тие опасности секако доаѓа од индивидуалната опасност која што може да биде од најразлични побуди и да предизвика емоционални и психолошки сериозни последици кај вас. Како резултат на меѓусебната поврзаност и меѓусебната зависност, опасностите кои што индивидуата може да ги претрпи преку сајбер просторот еволуираат секојдневно. Од обично исмевање до сајбер насилство постојат низа начини преку кои можете да бидете загрозени преку сајбер просторот. Некој може да го демне вашиот профил, некој може да прави профилирање на вашиот профил и да разбере се она за што сметате дека не треба да разбере. Затоа треба да бидете мудри како, колку и што е тоа што го споделувате во дигиталниот простор. Кулминација на сите негативни аспекти на користење на сајбер просторот представува мотивирањето за движување на негативните вектори кои што одредени државни актери започнаа да ги применуваат со цел да дојдат до стратешка политичка предност. Во тие напори често пати секојдневните граѓани, вие лично, можете да бидете инволвирани и вашите податоци можат често пати да бидат злоупотребени. Комбинирањето на различните форми на сајбер злоупотреба преку сајбер криминал, дезинформации, мисинформации, радикализација, па дури и поттикнување на активизам се често пати форма која што е добро оркестрирана и која што се користи за воени и политички цели. Затоа бидете информирани и внимавајте во што се впуштате. Размислете добро дали одредени понуди кои што ви се нудат се толку многу добри и зошто баш вие сте избран или вие сте избрана да го правите тоа.